Почитуван градоначалник на општина Василево, господин Ванчо Стојанов. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Почитувани гости од Бугарија, представници на Македонска православна црква, почитувани пријатели и соработници на општина Василево. Почитувани домаќинки, учеснички во оваа манифестација. Дами и господа, жители на општина Василево. Добар ден и добре дојдовте на четвртата поред манифестација Празијада 2011 година. Со оваа манифестација, градашорскиот прас се промовира. Неговиот квалитет овде се рекламира. Во општина Василево, секоја завиоловска култура се одгледува и успева. Но нашата гордост е градашорскиот прас, кој има особена ровкост и посебен вкус. Неговата хранлива вредност е од огромно значење за човечкиот организам, затоа што содржи суви материи, шекери, минерали и витамини. Луѓето градашорскиот прас го користат за исхрана, но и како народен лек. Го повикувам градоначалникот на општина Василево, господинот Ванчо Стојанов, да ви се обрати и да ја прогласи оваа манифестација за отворена. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани колеги градоначалници, почитуван колега на збратиме на општина на Република Бугарија од Струмјани, почитувани гости, дами и господа, драги домаќинки и жители на село Градашорци и општина Василево. Чест и задоволство ми представува да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на четвртата поред манифестација Празијада 2011. Добре дојде во Градашорци, селото кое овој период од годината ве опива со миризот на празот, што се шири од секој двор и нива. Село во кое сите граѓани се производители на прас. Искрено ме радува вашата бројна присутност. Тоа е сигурен показател за оправданоста на оваа манифестација, чија цел е да го промовира прасот како култура со високи нутриционистички вредности и култура која подеднакво се користи и во исхраната и во медицината. Преку манифестацијата сакаме да се наметнеме како област во која се произведува високо квалитетен прас, познат по својата ровкост, да го привлечеме вниманието на откупувачите и преработувачите на прас, кои сигурни сме дека овде заедно со производителите ќе го најдат својот интерес. Почитувани, во 2008 година, кога за прв пат се организираше оваа манифестација, исто како и сега, кога ја организираме по четврти пат, општината имаше потреба да ги истакне своите специфики, да го промовира она што го поседува и на тој начин да се издвои меѓу останатите општини. Општина Василево имаше потреба од манифестација по која ќе биде препознатлива, по која другите ќе ја идентификуваат и која од своја страна ќе привлече посетители не само од нашата општина, туку од регионот и пошироко. На тој начин давајќи придонес и во развојот на селскиот туризам. Денес гледам дека нашите желби не биле преамбициозни, туку реално остварливи. Поставената цел се исполнува. Досега постигнатото е резултат и на вашата поддршка. Токму затоа, почитувани пријатели на општина Василево, од се срце и искрено ви благодарам. Посебно сакам да се заблагодарам на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, кои го одржаа ветувањето од минатата година и финансиски ја помогна оваа манифестација. Манифестацијата немаше да биде тоа што е доколку ја немавме помошта и поддршката и од другите наши пријатели. Затоа, од ова место, посебно им се заблагодарувам на комуналното предпријатие Тури од Василево, Општинското основно училиште Гоце Делчев од Василево, местната заедница и црковниот одбор од село Градашорци. И секако на сите стопанственици кои ни дадоа поддршка и секако огромна благодарност до вредните домаќинки кои со специјалитетите од прас посебно подготвени за денешниот ден и даваат на манифестацијата автентичен белег. На крајот на моето обраќање дозволете да упатам посебна благодарност до медиумите, без чија поддршка манифестацијата Празијада не ќе доживееше промоцијата што ја имаме денес и ќе останеше во рамките на локалното.
На сите вас, почитувани присутни, ви се заблагодарувам за укажаната чест и посакувам од овде да понесете убави спомени. А сега дозволете ми да ја прогласам Празијадата 2011 година за отворена. Благодарам.
привлечете поголем број откупувачи и да анимирате населението со спецификите и позитивностите кои ќе ги носи празот? Според присуството на граѓани кои го имаме денес овде на оваа манифестација Празијада во село Градашовци, мој заклучок е дека анимацијата е на високо ниво и дека година во година оваа манифестација прераснува во што поголема. Денес меѓу нас овде имаме и присутни откупувачи и преработувачи на самиот производ како прас и ние се трудиме колку што можеме во заеднички контакти меѓу земјоделците кои произведуваат прас и откупувачите, тоест преработувачите на прас, да можат да го најдат својот заеднички интерес и се разбира во корис на одгледувачите на прас. Дали површините се зголемуваат, колку општината успева да помогне на производителите на прас? Посебно во овој регион овде во село Градашовци, каде што го имаме едно од најквалитетните празови во Република Македонија поради почвата наносна алувијална почва која имаме овде во Градашовци, успеваме да добиеме многу квалитетен прас. Овде сите граѓани, секое домаќинство во село Градашовци и овде пошироко се одгледувачи на прас. Нашо преку Министерството за земјоделие секогаш дава подршка на самите одгледувачи на земјоделски производи, паралелно со тоа и на одгледувачите на прас. И само за крај, чив е поголем? На Куманово или на Василево празот, се разбира? Според наши сознанија и според она што земјоделските стручници го кажуваат, имаме известување дека празот во општина Василево, тоест во Градашовци, е еден од најквалитетните во Македонија, па и пошироко на Балканот. Колку оваа четврта манифестација може да се даде паралелно меѓу првата и оваа манифестација? Што значи тие зорци? Сите досегашни манифестации беа успешни, меѓутоа како што одиме понатаму, манифестациите прераснуваат во поголеми, дури и од меѓународен карактер, земајќи во обзир фактот дека овде денес меѓу нас имаме и гости од Република Бугарија.